9 часот и 30 минути ви посакувам добро утро и добро ни дојдовте во новиот квадрат. На вистинско место сте доколку сакате да научите нешто ново и да добиете многу нови совети, идеи и многу инспирација на тема уредување на вашиот простор. Почнуваме сега, а што ќе гледате денес и во овој квадрат ви откривам само накратко во продолжение. Во новиот квадрат ви ги откриваме тренди боите и комбинации за 2026. Урбан шик, каков е овој стил и зошто да го имплементирате дома, и стаклени подови, зошто се идеален избор за вашиот простор. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Почетоците на секоја година ни носат нови трендови во интериерното уредување, а особено актуелна е палетата на бои. Па што ќе биде доминантно оваа 2026 кога се во прашање боите, ви откриваме во прилогот кој следува токму сега. Изборот на бои за вашиот дом не е само естетска одлука. Тоа е долгорочна инвестиција во атмосферата и расположението на вашиот простор. Иако може да изгледа дека следењето на трендовите во бои може да биде голем трошок, експертите за внатрешен дизајн велат дека модерните трендови се дизајнирани да обезбедат долгорочна вредност. За 2026 година интериерите стануваат посмели, со акцент на богати живописни нијанси, како и потемни тонови. Длабоката интензивна боја може да го трансформира расположението на просторијата, создавајќи драматичен и незаборавен ефект, вели Филип Стокли, автор на книги за реставрација на стари домови. Во продолжение ви откриваме клучни бои кои ќе доминираат во 2026 година и кои можат целосно да го променат изгледот на вашиот дом. Теракота и правливо розова. Топлите тонови како што се теракота и нежно правлива розева се се повеќе популарни, особено помеѓу љубителите на природата и рустичниот стил. Овие нијанси не потсетуваат на земјата и овоштието што го одгледуваме, создавајќи чувство на поврзаност со природата. Тие се идеални за дневни соби и спални, каде што се создаваат пријатна и релаксирачка атмосфера. Чоколадно кафена. Една од најинтересните бои што треба да се фокусира е богатата нијанса на кафена, позната како мока мус. Иако кафените понекогаш може да изгледаат здодевно, оваа сезона тие символизираат удобност и мир. Мока мус е особено впечатлив кога е комбиниран со плишани, дрвени детали и неутрални декоративни елементи. Темно-зелена. Оваа боја може да се користи за да се истакне на мала површина, како што се внатрешни врати, плакари или други акцентни ѕидови. Нејзината медитативна смирувачка природа ја прави совршен избор за работни простории или библиотеки. Бургунди богата, темно-црвена нијанса, која добро се комбинира со другите живописни бои, создавајќи впечатлив ефект. Изгледа особено убаво на дрвени елементи и мебел, каде што дава чувство на луксус и софистицираност. Експертите препорачуваат да се користи во простории што сакате да ги направите потопли и подраматични. Маслинесто зелена. Зелената боја стана омилена помеѓу дизајнерите на интериер во последниве години, благодарение на нивната способност да внесе хармонија и природност во просторот. Со комбинирање на различни нијанси на зелена, од посветли маслинести тонови до потемни нијанси, можете да создадете богат слоевит изглед, што ја подобрува природната светлина во просторијата. Со овие бои вашиот дом може да стане вистинска оаза на стил и удобност, а воедно да го одразува вашиот личен вкус и глобалните трендови. Бидете храбри, играјте си со комбинациите и дозволете боите да внесат нова енергија во вашиот животен простор. Покрај палетата на бои, една од првите одлуки кога правите уредување на вашиот дом е уредувачкиот стил. Па дали сте слушнале за урбан шик? Да, ова е нешто ново, нешто што се вклопува и имплементира совршено во модерните урбани простори. Мали или големи, независно, меѓутоа ќе изгледаат на вистина шик и на вистина урбано доколку имплементирате овој уредувачки стил. А како да го направите тоа, ви откриваме ние во прилогот кој следува веднаш. Ако го сакате градскиот ритам и индустрискиот шарм,
тогаш знаете дека урбан шик не е само стил, тоа е начин на живот. Тоа е таа препознатлива мешавина од старо и ново, грубо и елегантно, спонтанно и ненаметливо. Интериер кој изгледа како да е копиран од поткровје во Њу Јорк, но зрачи со ваша сопствена енергија, светлина и карактер. И не мора да имате тавани од 3 метри или огромни прозорци за да го постигнете тој ефект. Само треба да знаете каде да го ставите фокусот и како да го пронајдете совршениот баланс. Првиот чекор во создавање на урбан шик простор е да ја сакате неговата сурова убавина. Ако имате зид од тули, изложени цевки или бетон, не ги криите. Токму овие несовршености му даваат на просторот автентичност и душа. Ако немате такви елементи, можете да го постигнете ефектот вештачки, со метални детали, дрво, парчиња со историја и карактер. Урбаниот шик не бара совршенство, туку вистина. Тоа е стил кој ја сака асиметријата, текстурата и спонтанноста. Стара маса во комбинација со модерни столчиња или метална полица со дрвени полици може да направи чуда. Најважно е просторот да дише без непотребни детали и неред. Ако има нешто што го прави урбаниот шик магичен, тоа е светлината. Природната светлина што слободно тече низ просторот, рефлектирајќи се од металните површини и внесувајќи жива енергија во просторот. Но дали ако вашиот стан нема огромни прозорци, нема проблем. Огледалата, светлите ткаенини и неутралните бои можат да го создадат истиот ефект. А осветлувањето, тоа е клучен елемент. Печатливо, светло над масата, индустријски ламби со видливи светилки и сето тоа го прави просторот уникатен и полн со карактер. Светлината овде не е само функционална, туку ја гради и атмосферата. Вистинскиот шик декор живее во тенка линија помеѓу естетиката и практичноста. Просториите на таванот лесно можат да станат хаотични ако немаат јасно дефинирани зони. Затоа користете теписи, полици или ниско поставени парчиња мебел, за визуелно да го одделите дневниот простор од работниот или трпезарискиот. Мултифункционални парчиња вредат злато, растегливи маси, клупи со простор за складирање, модуларни полици и најважно од се, играјте си со текстурите. Урбаниот шик ги сака комбинациите. Дрво, метал, кожа, лен, бетон. Се е дозволено. Се додека боите останат во ист тоналитет. Како да го постигнете урбаниот шик изглед? Држете ги зидовите неутрални и оставете тулата или грубиот малтер да се гледаат. Комбинирајте метал и природни материјали. Дрво, памук, лен. Големите огледала создаваат длабочина и внесуваат повеќе светлина. Направете го осветлувањето впечатливо, како уметничко дело. Создадете зони со теписи и различни текстури. Изберете мебел со чисти линии, без вишок детали. Едно големо уметничко дело или простор ќе создаде доза на драма. Не плашете се од црната боја. Таа дава цврстина и стил. Оставете делови од просторот голи, за да не се чувствува пренатрупан простор. Растенијата ја омекнуваат индустриската острина и даваат свежина. Искористете ја висината на просторот, отворени полици, висечки елементи, внесете лични детали, фотографии, сувенири, спомени. На крајот на краиштата, урбаниот шик не е само тренд во дизајнот на интериер, туку филозофија на животот. Не станува збор за просторот да изгледа совршено, туку за тоа да се чувствувате добро во него. Ако секој предмет има своја приказна, ако светлината се игра со зидовите, а атмосферата ве опушта, сте ја постигнале вистинската мерка. Бидејќи вистинската елеганција не е во луксузот, туку во едноставноста и пред се во личниот допир. И со една идеја за смелите и за оние кои сакаат да експериментираат во својот простор и да внесат нешто навистина ново, ќе го заокружиме ова наше денешно дружење. Стаклени подови, па дали би дозволиле нешто вакво во вашиот дом? Еве зошто да. Ако некогаш сте реновирале, тогаш сигурно знаете. Подовите можат целосно да ве излудат. Дрво, плочки, микроцемент, ламинат, цела парада од материјали парадира пред вас додека се обидувате да донесете една единствена одлука. И тогаш меѓу сите тие класични избори се појавува нешто неочекувано. Нешто што крева веги и тивко шепоти. Ајде, пробајме мене токму сега. Стаклени подови.
Не ги гледате секојдневно, но тие имаат таа ретка, речиси магична способност да ја променат атмосферата во домот. Да внесат светлина и да го отворат просторот така што ќе изгледа посмело, помодерно и некако посветло. Ако вашиот стан е мал или темен, стаклото може да стане таен премин низ кој светлината патува од кат до кат, правејќи го просторот конечно транспарентен. Најкласичната форма на стаклени подови се светларниците, оние прозирни површини што дозволуваат светлината да лиска од едно ниво на домот на друго. Тие се идеални за подруми, тавани и сите оние темни агли што едва гледаат зрак сончева светлина. Во суштина, дозволувате светлината да си ја врши работата без да дупчите нови прозорци или да поместувате ѕидови. Бонус, секој пат кога ќе стапнете преку нив, чувствувате мало чувство на левитација. Таа убава верзија на гледам се одозгора. Ако сакате трикови што комбинираат функционалност и естетика, ова е момент кога навистина ќе бидете воодушевени. Стаклените патеки што ги поврзуваат просториите представуваат следно ниво на смелост во дизајнот. Тие се совршени за отворени планови кога сакате да одржите континуитет и чувство на леснотија. Тие не го оптоваруваат просторот, тие ја пуштаат светлината да циркулира и додаваат допир на современа архитектура, што обично гледаме во куќи со став. И не грижете се, стаклото е повеќекратно темперирано и зајакнато, направено за безгрижно да ја носи тежината и на вашите чекори и на вашите грижи. Подовите кои отвараат сосема нови хоризонти. Кога зборуваме за големи стаклени површини, тука стаклото ја покажува целата своја моќ. Ваквите подови го трансформираат просторот во нова димензија, дозволувајќи ви да видите што е долу. Структурата на базенот, па дури и морето ако имате таква среќа. Затоа често ги гледаме во луксузните резиденции, бутик хотели и интериери што сакаат да предизвикаат ефект на вау. Тука стаклото станува архитектонски прозорец, што не се задржува над зидовите, туку смело се спушта под вашите нозе, давајќи на куќата импресивен, светол и целосно отворен карактер. Секако достапни се површини против лизгање и различни степени на транспарентност, така што се вклопува во функција на просторот. Дали стаклениот под е за вас? Одговорот зависи целосно од вашата личност. Ако сакате светлина, чисти линии и чувство дека вашиот дом дише послободно од кога било, стаклото е опција што вреди да се разгледа. Тоа не е само детај што остава впечаток, туку детај што го менува секојдневниот живот. Ако сте подготвени да му дадете на вашиот дом малку храброст и многу светлина, стаклениот под може да стане таа посебна, суптилно, гламурозна одлука, што ќе ги остави сите без зборови, а вас навистина задоволни. Оваа тема е како создадена за сите оние влюбеници во природата, за сите оние кои се радуваат на зимата и се она што таа со себе го носи, како и за оние кои секое слободно време го користат за да побегнат од градскиот метеж, од урбаниот и динамичен начин на живот во градовите и од монотоното секојдневие кое постојано не обкружува. Обкружени со борови дрвја во планински амбиент, со поглед на кристално чисто езеро. Тие се релаксираат и уживаат во своите домови, најчесто изработени од природни материјали, како камен или можеби дрво. Зарем може било кој од нас да замисли нешто поубаво и порелаксирачко од ова? Не затоплува дури и замислената слика, но сигурно во главата ни доаѓа и заедно со една убава планинска куќичка, стилски и удобно уредена. Ако вие сте горд собственик на една од овие колиби и не знаете како да ја реконструирате или реновирате внатрешноста, веруваме дека овој прилог ќе ви биде корисен. За почетниците, треба да се ослободите од сите непотребни работи, за да добиете чист простор. На соседот вратете му го стариот фрижидер кој бил и онака дотреан, а вие веќе сте го чувале неколку години. Исфрлете ги старите килими, завеси и се она што нема да потрошите многу пари и да го купите, но му дава посебен шарм на просторот. Што и да е, задржете го само ако се вклопува во стилот, но и ако е функционално. Не дозволувајте планинската куќа да ја претворите во магацин за стари и најчесто непотребни работи,
кои сте ги донеле тука само за да не пречат во домот. Меѓутоа, доколку планирате да градите, ве советуваме да купите монтажна дрвена куќа со многу стаклени површини, за да внесете доволно светлина во просторијата, а исто така да уживате во звездената атмосфера во вашиот кревет со чаша чај или топло чоколада, ведро небо или снежна идила. Совршен поглед кој можете да си го обезбедите исклучително доколку имате стаклени ѕидови во вашата викенд куќа. Внатрешноста на таквите куќи зависи најмногу и од тоа каде истите се наоѓаат. Ако станува збор за планинска област, материјалот што најчесто се употребува во внатрешноста е дрво, кое му дава посебна топлина на просторот, додека во потоплите области најчесто се употребува камен. Дрвените и стаклените површини со соодветен мебел и неопходен е секако камин во централниот дел на дневната соба, кој ќе го направат амбиентот на вашето засолниште дополнително романтичен, топол и привлечен. Идеално обкружување за уживање со партнерот, семејството и пријателите. За мебел за дневна соба или реновирање на интериер можете да употребувате бор за ѕидовите и таваните, додека за подовите одличен избор е даб, кој е со малку потемна боја. Можете да направите мебел од цврсто дрво или бамбус, особено за креветот или троседот, во зависност од кој стил го сакате. Во куќа од рустикално дрво, модерен декор може да се користи за да се направи амбиентот уникатен и интересен. Што се однесува до бојата, проверете дали вашиот мебел е во боја на дрво, за да се спои со амбиенталното и природно обкружување. А детали во тиркизна, црвена или бела боја може да бидат за постелнините, килими од волна, перници кои ќе му дадат душа на интериерот. Ако сакате да ја потенцирате топлината со дрвото наместо силно осветлување, изберете поинтересни светилки и збогатете го просторот со многу свеќи. Планинските куќи не мора секогаш да бидат дрвени структури, како што одлично покажа и студиото Ателје 8000, кое неодамна дизајнираше многу необичен проект на планинска куќа во словачките Карпати. Наместо дрвена куќа добивме стакло, а наместо традиционална форма на куќата необичен предмет од футуристички дизајн, кој делумно влегува во земјата. Внатрешноста на куќата е исполнета со традиционално дрво. Од друга страна, се помодерни се и ретро идеите, а за враќање на старите куќи во нашето подрачје заслужна беше една врвна архитектка од нашето соседство. Архитект Драгана Којучик, која ги обновува и повторно ги запозна со старата техника на изградба во Војводина. Овој вид куќа стана хит во светот, но не и кај нас, затоа што ако одлучите да изградите куќа како оваа, можеби ќе имате проблеми со прописите. Законот забранува изградба на ваков вид куќа во нашите краишта, поради што се користат дрвени конструкции, кои подоцна се исполнети со земја. Инаку земјата апсорбира вишок на влага од просторијата, ја одржува совршената околина и е вечен материјал со кој можете да заштедите при загревање и ладење на зградата. Без оглед на тоа кој вид за изградба ќе го изберете, факт е дека оваа куќа ќе ви донесе многу радост, мир, одмор и убави моменти. И секако, не заборавајте да внесете лични предмети кои ќе ја персонализираат вашата викендичка и ќе ја направат рамна на вашиот животен простор. Но не претарувајте. Спасете се од нередот кој редовно го руши имиџот на овие куќи, кои треба да бидат место за совршена релаксација и одмор, на секој кој влегува и престојува во неа. Ако немате доволно идеи, ние ви ги даваме во продолжение.
Оваа тема и оваа содржина го заокружи и нашето денешно дружење. Јас се надевам дека беа исполнети и дека уживавте во секоја минута од денешново дружење и дека нешто ново научивте, но пред се дека внесовме освен идеи и мотивација, многу позитивна енергија во вашиот дом. Ви благодарам што бевте дел од новиот квадрат. Се гледаме повторно следната недела. Пријатно!